добро утро за Јулија Ѓоргиевска, таа е средношколката која овој социјален ден ќе биде на својата работна позиција продажан, како продажан? Асистент, така е, во една компанија, ќе кажа таа малце повеќе, но заедно со нас е и Анита Николовска, која пак е извршен директор на организацијата Младите можат. Анита, верувам дека и ќе се видиме, еве сите заедно, добро утро за сите и ви благодарам, особено нели за тимот од фирмата или компанијата каде што се наоѓаме за оваа можност на лице место да видиме што е она што ќе се случува. Анита, прво да кажеме како помина минатата година, овој социјален ден кој што ни се случува денеска, оваа година и што се случуваше во тоа меѓувреме од една година. Најпрво добро утро кате до вас, добро утро до сите гледачи. Како што кажавте, социјален ден е втора година поред. Изминатата година беше на 10 ноември, значи пред точно една година. И што е она што се случуваше? Имавме 80 средношколци како за прв пат, кои што беа на 80 работни позиции низ различни компании, институции и секако нели граѓански сектор. Овие млади искусија еден ден можност како е тоа да се наместо да бидат во училиште, како е да се работи на одредена позиција. Осогледа нели дали можеби би сакале тоа да после да продолжат да го работат, меѓутоа што е она што беше исто така важно за нас е добивме фонд од младински дневници кои што младите кои што ги заработија ги донираа во овој фонд. Се со една цел поддржавме 3 младински проекти со овој фонд, односно собравме 100.000 денари како за прва година и поддржавме 3 младински проекти, 2 во Скопје и 1 во Радовиш. Бидејќи имавме партнери не само од Скопје, туку исто така од Радовиш, Штеп и од некои други градови од територијата на нашата земја. Само што да ни кажеш куса, Анита, дали ова се случува на глобално ниво, верувам, така не е ова од младите можат измислен концепт, нели веројатно функционирал некаде, па ние само се обидуваме да го имплементираме. И уште како подпрашање на ова, колку се фирмите и компаниите во Македонија отворени за соработка? Дали нели сакаат да се вклучат во нешто вакво како проект? Па искрено можам да кажам дека пандемијата ковид можеби го разниша тој дел малку, па затоа и не можевме да го организираме досега, меѓутоа лани со самото тоа што 80 позиции имавме добиено, оваа година ги надминуваме, можам да кажам. Колку имаме оваа? Оваа година имаме околу 100 позиции, кои што ќе бидат младите, така што отворени се за соработка. Секако во можностите кои што ги нуди, меѓутоа ние како невладина организација сме навистина среќни што имаме можност да соработуваме и со бизнис заедницата, меѓутоа исто така имаме и различни институции како општини партнери и други јавни претпријатија кои што беа отворени за ваков некој проект. Така е, да. Сега се силиме кај нашиот средношколец Јулија Ѓоргиевска. Ви благодарам што овој пат нели се согласивте пред камерата на Телма да го поделите својот прв работен ден на една позиција. Така никако нели? Да, добро утро и на вас. Јас дознав за овој проект од Инстаграм страницата на Младите можат и бев импресионирана со целите на овој проект и сум благодарна што имам можност да бидам дел. Инспирацијата ми беше тоа што овој проект им овозможува на младите да бидат активни, независни и способни граѓани кои веруваат дека можат самостојно или здружено да действуваат и влијаат за промени за позитивни промени во нашето општество. И исто така сум благодарна бидејќи имам можност знаењата што ги стекнуваме на училиште всушност да ги преточиме тука денеска на овој Social Day во вештини и компетенции кои ќе ни бидат потребни за нашата иднина. Ајде сега супер. Ми рековте да не ве прашувам многу, но само куса што ќе треба Јулија да знае за почеток на овој нејзин прв работен ден. Па ништо, во главно ќе се запознаеме со производите кои што ги нудиме, ќе има контакт со клиенти, значи како да се однесува, како да продава буквално, во главно ќе биде тоа. Така е. Па за понатаму ќе видиме. Да. Може ли еве пред камерата на Телма да ја објасните некои работи? Јас само држам, а вие објаснувате на Јулија што ќе треба да се снаоѓа денес. Во почетокот ќе видиме како се отвара каса, значи како започнува работниот ден. Ќе покажам во почетокот ги средуваме попустите, например, како течат, зашто имаме некои акции секојдневни. Ќе ја запознаеме како оди тоа, како се средува, па ќе видиме сигурно ќе имаме и клиенти, контакт ќе оствариме со некој клиент, ќе проба да понуди нешто да продаде и во принцип ќе биде тоа. Нема ништо страшно. Да, овде има храна без глутен. Си слушнала за тоа, нели? Да. Ќе ти
биде тешко да се снајдеш во однос на тоа кога ќе дојде некој клиент, ева на пример јас доаѓам и ти барам безглутенска храна со твојата помошничка или ти нејзина помошничка, што би рекла, што би ја прашала, што да знаеш? Па дефинитивно ќе биде предизвик и ново искуство, бидејќи искрено не сум толку запознаена, но затоа сме тука да научиме нови Што треба да знаеме? Што треба да знаат за производите? Што да им кажат прва на оние купувачите? Па, што би требало од прва? Сите кај нас производи се обележани, така да можат и самите да се снајдат, доколку им треба помош слободно. Ништо што да им каже, нашата храна е органска, значи претходно е тоа, заработиме строго со органски производи, храната, значи природни производи за козметика, козметиката не е на вториот дел. Така да Ќе биде ова еден ново искуство, така? Ќе надевам за неинтересен ден, да. Така. Да спомена една реченица и пред самиот крај на Олинковско вклучување морам да прашам, дали мислиш дека во ова сето што ни се случува лошо време кое што го живееме сите заедно, младите можат да не однесат напред? Ако не ви веруваме вам, не знам кому. Искрено мислам дека последна наде сме ние, бидејќи младите се еднината, така да ако почнува некоја промена, мислам дека гласот на младите треба да се цени. Супер. Јулија, Анита, ви благодарам. Сега не знам името како е беше? Марина, да. Ви благодарам за овие споделени искуства. Анита, ви благодарам за можноста еве вака да се споиме на лице место да видиме како во вистинско време, нели, се случува и како изгледа да се менуваат позициите или средношколците да кажат дека умеат и можат или да бидат дел од еден ваков социјален ден. Ви благодарам за искуството, ги повикувам сите, можеби фирми и компании, имате една година, ќе ве контактираат од младите можат, а вие само отворете им ги вратите на средношколците. Тие се оние кои што ќе донесат подобро утро или ќе донесат подобра иднина за сите нас.